И здраво на сите и добре дојдовте во вториот дел од последниот влог, најновиот, кој ќе се состои од 3 дела и е всушност патување по Јадранскиот брег, односно по брегот на Јадранското море. Ова е кампот во кој што преноќувам, поточно преноќува. Во овај втор дел ќе тргнеме тука од кампот од Петровац, покрај Которскиот залив, преминуваме во Хрватска, покрај Дубровник, низ Неум, назад преку Пељешечи мост, влегуваме во Црна Гора, фаќаме траект преку Которскиот залив и назад се враќаме во Петровац. А тука сега се излегувам од кампот и денес овој влог ми стана дека овој вториот дел е најубавиот, барем според мене од сите 3 дела, бидејќи постојано возиме покрај морето, барем во најголем дел од времето и всушност во поголемиот дел од овој влог ќе возиме по познатата Јадранска магистрала, која што се наоѓа веднаш до Јадранското море покрај самиот брег. Лево таму ја гледаме Будва, односно го гледаме градот Будва, а ние сме упатени кон Котор, градот Котор воедно и Которскиот залив. Тука веќе поминуваме низ Будва, нема некои големи гужви, сепак е рано наутро са бајле, ова време некаде е околу 7,5 часот, можеби и 8 беше. Но на враќање за жал ќе види и самите ќе има огромни гужви, но ќе ги користиме благодетите на моторот. А тука сега сме помеѓу Будва и помеѓу Котор на патот. Веќе влегуваме во Котор, а лево тука гледате еден голем брод, поточно крузер, огромен брод, но има и поголеми, нели сепак. А тука сега веќе возиме покрај Которскиот залив. Од левата страна е Которскиот залив, односно еден залив на Јадранското море. Прекрасно место за возење со мотор. Доколку идете низ Црна Гора, ви препорачувам да возите околу, односно покрај Которскиот залив, да не го фаќате директно траектот преку Которскиот залив, бидејќи навистина ќе пропуштите многу и ќе ви биде криво. Погледнете едноставно прекрасни панорамски и сценски погледи. Тука веќе го напуштивме, односно го поминавме Которскиот залив и сме упатени тука веќе, поточно веќе излегуваме овде од градот Херцег Нови, градот кој се наоѓа во непосредна близина на границата со Хрватска. Сега ние всушност сме упатени кон границата со Хрватска. Веќе пристигнавме тука, имаше многу големи гужви, километарски колони, но ги користевме благодетите на моторот и отидовме малце напред. Тука не знам колку ќе успеете да видите, се гледа еден многу мал дел од редицата, таму е до далечините, после тоа е кривина и има се уште коли надолу. Навистина, не знам доколку сте со кола, онде навистина има доста чекање. Сега веќе влеговме во Хрватска и се упатуваме, сега фактички целта ни е тука веќе градот Неум во Босна и Херцеговина. А тука веќе сме пред Дубровник некаде, и ги имаме првите погледи на Јадранското море откако влеговме во Хрватска. Еве еден поглед малку одблиску.
А во левата страна веќе го гледате и градот Дубровник. Познат град во Хрватска и навистина во живо одгоре да го гледате е посебно чувство, се гледа тој стариот дел од градот со тврдини, со стари градби, едноставно прекрасно. Ние нема да влеземе во овој влог во Дубровник, нема да слезиме во интерес на времето, туку само продолжуваме покрај него. Но по самите погледи од овој дел од патот и кон морето и кон Дубровник се едноставно за воодушевување. Веќе сме излезени тука од Дубровник, сме упатени кон границата помеѓу Босна и Херцеговина и Хрватска, а од левата страна повторно го гледаме Јадранското море, само што од другата страна се гледа брег исто така, тоа е затоа што овај дел има доста острови и полуострови. И сега го гледаме градот Неум, единствениот приморски град во Босна и Херцеговина. Тука ја залегов малце, само јадов еден бурек, босански бурек во Неум и продолжив веднаш со патувањето понатаму. Симпатично мало градче, средено туристичко. А тука веќе го имаме во далечините таму првиот поглед на Пелјашичи мост, а од десно сега веќе го имаме многу подобар поглед, ја гледаме неговата вистинска големина, огромна должина, во живо уште поголем делува. Мостот иначе отворен лани 2022 година, ако не се лажам, и представува најголемиот челичен мост во Европа. Едноставно ви го одзема здивот, јас лично немав на толку висок мост преку море поминувано и беше едно многу необично и чудно искуство за мене, но истовремено прекрасно. Го заминавме мостот, а сега сме тука во еден тунел и тука е веќе времето кога сакав да направам една пауза, но за жал не можев. Зошто? Затоа што патот гледате совршено заграден, каде што завршува сообраќајната лента, а и таму каде што не е, дури да сакате да застаните, нема едноставно сенка никаква, дрва немаше никакви, па за жал немав друга опција освен да направам пауза во еден од тунелите. Поминав низ неколку тунели по тој пат од мостот до пред Дубровник всушност. Тука сега се враќаме назад, по истиот пат сме упатени кон Дубровник, од десната страна сега ни е Јадранското море, за разлика од кога одевме нагоре, кога ни беше од левата страна. Веќе тука почнуваат гужвите, некаде е 4 часот, може би 3 часот ако не се лажам, но моравме да ги користиме повторно благодетите на моторот и да ја поминиме колоната со цел да се спасиме и од гужвите и од жешкото, бидејќи беше навистина топло, а јас возам во целосна опрема, па тоа само ги комплицира работите, а исто така она што е многу битно, бојата со сонцето, опремата ми е во црна боја. А сега сме упатени кон границата со Црна Гора, возиме по истиот пат по кој и преќе возевме. И сега тука веќе ја преминавме хрватската страна од граничниот премин, гледате веќе има гужви ова време, доста мотори иначе имаше по патот. И сега веќе влеговме официјално во Црна Гора и сме упатени кон таму каде што преминуваат траектите преку Которскиот залив, поточно на место каде што Јадранското море се спојува со Которскиот залив. Еве го десна страна повторно Которскиот залив. Тоа беше траектот, сега да се симнеме од траектот, поточно да се упатиме кон кампот каде што престојувам во близина на Петровац.
А тука веќе стигнавме и до гужвите за кои ви зборував. Доста големи гужви имаше и во Котор и пред Будва и општо насекаде по патот. Среќа бев со мотор, па можев да се поштедам колку толку од гужвите. А тука сакам и да ви се заблагодарам што го гледавте и овој втор дел од влогот по кој возевме по Јадранската магистрала. Не заборавајте да ви стиснете да се претплатите ако се немате, ако ви се допаѓа видеото стиснете лайк и очекувајте го третиот воедно и последен дел од ова патување, а јас веќе се прибирам тука во својот камп. Поздрав!